Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ово утро го имаме и Ивица тука. Да, тука сум. Продолжуваме со интервјуата со председателските кандидати. Од сите 7 кандидати во нашето радио интервју прифатија Стефчо Јакимовски, кој веќе беше тука, Гордана Силјановска-Давкова и Арбер Таравари, со кој треба дополнително да ги дефинираме термините за викендот и за понеделник. И Максим Димитриевски, кој го имаме ова утро во нашето студио. Добро утро, господине Димитриевски. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до вашите слушатели и до вашиот тим во студио. Само за потребите на законската регулатива да кажеме дека кандидатите Бујар Османи, Стево Пендаровски и Билјана Ванковска одбија да учествуваат во нашата утринска емисија, зошто веројатно ти ке треба да одговорат. Ние им остануваме доколку било кој од нив отиде во вториот круг, да дојде овде. Димитриевски, first things first. Yes, please. Она што е најважно во изминатиот период е дека вчера имаше еден момент во кој лидерот на ВМРО ДПМН и Христијан Мицкошки прогласи мораториум од негова страна на нападите кон левица и кон знам. Вели, треба да има едно семакедонско обединување, токму затоа да не се напаѓаме со овие политички партии. Ние не видовме дека нешто имаше некаква кампања од ВМРО контра знам, ниту пак во обратна насока. Вие сосем различно комуницирате нели во оваа кампања, но го прифаќате ли овој мораториум? Видете, првично знаме нова политичка партија, 3,5 месеци, ние сме конструктивна опозиција во моментов во однос на централната власт, на локална власт имплементираме власт, таму немаме официјално подпишено коалиција со ВМРО ДПМН, но дефинитивно има соработка, бидејќи не одбија останатите. Мора да се обезбеди мнозинство со некој и со албанскиот блок на партии кои што во моментов се опозиција на централно ниво. Мене искрено ме импонира што не само во овој случај, туку во поголем број на случаи лидерот на ВМРО ДПМН не копира во одредени постапки. Па сега ќе ви кажам, излегуваме како партија и рековме нема да преговараме со никој по завршување на изборите додека не седната маса да потпишат една национална платформа која што ќе ја понудиме, која што се однесува токму на национално единство на македонскиот народ, веќе не можете да постигнете поголем ефект во имплементација на мултиетничкото општество ако немате национално единство, како по примерот на албанскиот политички блок. И тоа може да се стори. Бидејќи без знамке нема идна влада, тоа повеќе од јасно е, веројатно се има искалкулирано. Ние не напаѓаме, ние само конструктивно дискутираме. За мене во континуитет тоа го тврдам во јавноста дека повеќе од 30 години не вртат во круг два политички субјекта кои што дуи како привезок си ги користи по потреба во зависност на кого што ќе му повара и кој што ќе му испорача. И многу пати велам дека има знак на равенство помеѓу левите и десните во моментот. Затоа и ние сме тука во центарот со социјакономските политики. Која е таа македонска национална платформа? Што има во неа? Значи, кои се три најважни точки од таа национална платформа поради која вие во иднина би влегле во влада со било кој нели од актерите? Тоа што ни е најнападнато во моментот, а тоа е јазикот, идентитетот, континуитетот и историјата. Тие се основните нешта кои што треба да ги потврдат на маса сите политички субјекти, бидејќи видите ова е политика. Ковачевски без проблем ќе потпише. Може да потпише, ама потоа треба да се држи до тоа. Значи едно е да потпишете, друго е да го поштувате тоа што сте го потпишали. Дополнително, значи во делот на заштита на интересите и државноста на Македонија како унитарна држава. Значи факт е дека некој под маса, многу свесно или да кажам многу лукаво,
ни импутира една идеја за трансформација на Македонија од прост од сложен тип на држава. Ние сме република и одеднаш доаѓаат барања кај што се бараат измени на уставот, моделот за внесување на бугарите, а паралелно со тоа се пласира една нова идеја, а тоа е избор на председател во парламентот, кидање на процентите за кои што претходно со пушка се бореа да ги внесат како проценти и влегоа како составен дел и заклучок на рамковниот договор денеска. Ајде да видиме ако можеме покрај македонскиот официјален јазик, службен јазик, да биде и албанскиот јазик тука ставен и во таа прилика, доколку така е, кога го имав случајот со господинот Џафери, кога бевме на првата посета 2016 година во Црна Гора, кога си стана официјално на состанок пред мои очи да зборува со својот колега од Црна Гора на албански јазик, доколку имаме таква уставна измена, јас не смеев да реагирам. Ке молче, во овој случај изреагирав, му реков го крши уставот и тој се коригираше. Што е целта? Како Македонија да се трансформира од проста држава република во која што македонците се народ, Во федерација. останатите се етнички заедници, па видите, тоа ми го кажа господинот Изет Меджити на една наша дебата, и јас тогаш излегов со овие тврдења, кај што рече федерација или конфедерација. Конфедерацијата па уште полоша и по комплицирана работа. И цело време импутираат еден наратив, вие како аналитичари тоа многу добро го разбирате, кај што велат мултиетничка држава, тоа е еден феномен кој што не постои никаде во светот. И постои сегде во светот во исто време. И Велика Британија е мултиетничка држава. Општество. Мултиетничко општество, Мора во да кое правиме. живеат најразлични Мора да направиме заедници, тука- Франција и Германија, сите се. Не, мора да направиме јасна дистинција. Значи, ако ја следите и анализирате, значи, елаборацијата на Заев на овој проблем до некаде 2015-16, кога имаме сериозни дебати на извршни одбори и така натаму. Видите дека не употребува термин мултиетничка држава. Исклучиво мултиетничко општество. Една замка во која што треба да влезе Македонија. Вие можете да градите мултиетничко, мултикултурно општество, мултиетничка држава ни подразно за тоа што во дефиниција за државите не постои такво нешто. Имате прост вид на држави, тоа се републики и монархии. Во овој случај Македонија е република и сложен тип федерации, конфедерации. Тоа е нешто што бевме во минатото. Зошто сложен? Затоа што се покревки таквите држави. Тоа е добар вид на уредување. Сушност тоа е Европската унија во целина. Но за да создадете една таква држава, првенствено треба да ја ставите на стабилни нозе и сите нејзини единки да бидат стабилни, да бидат подеднакви, да се чувствуваат сигурни во таа унија, во спротивно тоа се распаѓа. И третиот проблем е зошто, например, Бугарија вели граѓански устав и сите сме бугари. Создадовме бугарска нација. Затоа кога имате мултиетничко општество, имате мултиетнички состав на државата и сте многу покревки од натре. Треба да го негувате, како што ние тоа се обидуваме да го практикуваме во Кумано. Тоа значи одбележување на сите празници, денови на сите етнички заедници, значи вадење пари од буџетот, плаќање трошоците за сите тие настани, ќе се организира литија, ќе се организира ифтар на плоштад, дополнително ќе се запази денот на власите, ќе се запази денот на ромите, на србите, Свети Сава. Сето тоа мора да го практикувате и тоа е еден убав колорит. Но сето тоа е многу кревко во одреден момент за да се наруши стабилноста на државата. А факт е дека во Македонија постојат сили кои што цело време се обидуваат да земаат од неја максимално, а при тоа да не дадат ништо што е потребно. Или она што значи по закон ги користиме правата, но обврските не ги практикуваме. Пред да преминеме на серијата на прашања од Ивица, само уште нешто од мене и повторно во однос на овој мораториум. Политичката партија Левица направи цел спот против вас, во кој, нели, за моментите кога вие го поддржувате референдумот за промена на името, цел спот направија, вие ги немате нападнато и нив, ако не се лажам, вака јавно го немате нападнато
вие промовирате некои ваши идеи, водите една исклучително позитивна кампања, што сега ќе видиме како ќе се исплати нели на изборите, но ги немате нападнато ни во левица. Дали може би оваа идеја за ненапаѓање, еве, може да ги среди и овие односи да некои кои делуваат вака како што делуваат, едноставно да престанат и да се фокусираат на промоција на своите идеи, на критика на она што моментално го имаме како власт. Од моја страна нема замерка, секој си работи својата работа така како што мисли. Не верувам дека истите тоа што го презентираат во јавноста и го мислат, тоа е составен дел на политиката, но како и да е, тоа е нивна одлука. Ние ќе продолжиме да ја водиме нашата кампања само позитивно. По мене е нелогички, јас како нов политички субјект и ние знам да напаѓаме опозицијска партија. Иако во одредени моменти опозицијата знае да биде виновна. Може да се соочите со идеи, не знам, за даночна политика, дали е добра, така е. за интеграција, за ова зона. Да се убедуваме едни другите, но сепак мора да потенцирам тука дека се случува да нападнеме политики на ВМРО ДПМН, затоа што многу често велам дека ставам знак на равенство помеѓу СДСМ и ВМРО. Зошто? Видите, многу пати во пракса се покаже дека и те како коалицираат, особено во делот на функционирање на законодавниот дом. Последната измена на законот, кривичниот законник, потврди во пракса дека власта на ДУИ и на СДСМ го тераше со европско знаменце, а од друга страна ВМРО го обезбеди кворумот. Резултатот на сето тоа е амнестија на претходните и амнестија на сегашните. Колку кривични дела пропадна. Ако на некого му одговара таквиот закон во овој случај или напнат сум со кривични пријави баш по тие членови кај што се намалија казните, сум истиот тој. Но јас се соочувам со фактот и не бегам од одговорност, доколку имало одговорност да одговарам, но од друга страна, ама среќа да одговарам за сторено кривично дело наводно, кај што јас всушност бранам јавен интерес. Не сум дел од корупција или нешто, а цела држава ја однесо и разнесо. Дали и Максим тој закон Димитриевски го упакува СДСМ и ВМРО во пакет и не може да излезат од тоа. Значи граѓаните тоа го знаат. Мораториумот, јас го прифаќам, но ќе бидам конструктивен, бидејќи многу пати велам, иако ја разбирам оваа порака дека ова е пружена рака за постизборно коалицирање. Ние ќе коалицираме со тие кои што ќе седнат со нас на маса, ќе потпишат тоа што ние ќе го понудиме и ќе ги прифатат нашите услови. Воспротивно, и така си соработува 30 години и повеќе од позиција на опозиција и власт, како што велат граѓаните врана на врана, очи не води, па нека си положат во Ама опозиција. Дано Димитриевски ги треба и вие да подпишете дека нешто од нивното прифаќате, сега не може само вас да ви Видете, прифатат. мене ми се допаѓа што сето тоа што ние ќе излеземе први да го понудиме, утре дента или после една недела тие го нудат на граѓаните. Па супер. И им го наметнуваме темпото на идеите и ставовите. Видите, одеднаш се заборави на она 1198 и се тргна во една друга кампања. Не знам дали го приметувате наративот на кампањата. Значи сега се враќаме на националната форма. А каде тоа пишува дека патриотизмот во оваа држава е само резервиран за лидерството на ВМРО ДПМН. Видите, ќе ви кажам една работа за Ова ме ВМРО враќа во некои денови, Љупчо и тебе, Значи, како ќе чуеш оваа реченица? ВМРО ДПМН има в прилика со еден стар ВМРО-вец, оснивач. Тоа јас бев дете тогаш, држа еден митинг во Куманово, ќе цитирам негови зборови и бевме присутни, тогаш беше атрактивно во студио да се излегува. Велат се колнеме во ова, тоа беше мислам 94-та година. Ние тогаш матуранти, и тогаш се определуваме политички, и они дојдоа на митинг, се изнаредија, Љупчо беше меѓу нив, јас СДСМ-овец, дел од другарите, членови на ВМРО. Ние се колнеме во ова, во она и така натаму се колнеме вака онака и излезе еден стар ВМРО-вец од Куманово и вика: "Абе чекајте деца, како тоа се колнете вие?" Вика: "ВМРО-вците се колнат вистински, пошто јас сум од село Живиње, од комиско семејство, на Библија, пиштол и кама. Вие се колнете на Жими мајка." И тоа е вистината како тоа се колнат. Димитриевски, сега да бидем искрени. Да. Вие рековте дека ќе има федерализација некаква форма.
ВМРО ДПМН тоа го зборуваше објективни да бидеме во 2015 година, во 2014-16 година. Вие сега зборувате нели за ова со Бугарија, дека ќе попуштиме пред Бугарија, ВМРО ДПМН уште пред Заев да дојде на власт го зборуваше истото. Тука сме исто и со промената на името да бидеме објективни, тие беа единствената партија од големите која едноставно направи еден бойкот. Не отидоа на референдумот. Ај практично и прагматично. Сега им ги потврдувате и нивните тези кои ги зборувале пред многу години. Практично и прагматично. Да, они зборува и сега пред еден месец ги гледаме со тапани по улиците, рамбе, бамбе, бамбе. Кај се протестира пред избори, се собираат по 10.000 луѓе и тоа импонира. Видите, не е проблем да соберете 10.000 луѓе ако имате логистика. Никаков проблем не е. Синочка без логистика во Куманово имаше двојно повеќе и од едните и од другите што собра, сите што собра во Куманово. Само е потребна логистика, пари се потребни. Од кај толку пари извадија сите? Од државата? Да, нема грешка. Државата ги дава парите за рекламите. Ама не и друг буџет имаат по 900.000 евра годишно. Јуче, видите, еден митинг да организирате сериозен со сите оние автобуси вичини помеѓу 80 и 150.000 евра. Толку е кошта. Сум бил дел од СДСМ и сум бил упатен во тие процеси. Од каде се тие пари? Да се вратам на суштината. Ајде, спомнате, ќе одиме на најсвежото пред извесен период, францускиот предлог протестите. Кај беа тапаните на протестите? Кај беше тој патриотизм? Аде е референдумот, за кој што се залагаа да излеземе на референдум, се заборави одеднаш. Те многу пати граѓаните имаат право кога ќе цитираат патриоти на батерија или по потреба. Ние од нашиот... Јас не негирам дека сум израснат во СДСМ. А негирате ли дека поддржувавте промена на името? Сега ќе ви кажам и за тоа, само да ја завршам оваа тема, ќе одговориме и за тоа. Значи, јас не негирав дека пораснав во СДСМ со една крушевска и јасновска идеологија. И до ден денеска ја почитувам истата таа идеологија. На моменти многу често таму на дискусиите, видиш, секогаш сум бил транспарентен и отворен, ме нарекува најголемиот ВМРО-вец во СДСМ. А ВМРО-вците па најголемиот комуњар. Сега и добро, окей. Е сето тоа, но јас со таа партија, тоа со раководството на таа партија, таму има многу другари, многу честни луѓе. Зборувате за... Зборувам за СДСМ. Значи има многу честни луѓе. Тоа што лидершипот ја искриви целосната слика за таа партија, тоа е нешто друго. Уништи една државотворна партија. СДСМ решаваше голем број на проблеми во историјата на оваа држава и знаеше многу пати да стабилизира состојбата. Но дојде вакво раководство како што дојде и претходното беше исто такво и се случи тоа што се случи. Јас со нив се соочив во момент кога тие беа најсилни и на локално и на централно ниво. Отворено, јавно, транспарентно, граѓаните застанаа позади мене, излегов на избори, легитимно, со собран број на потписи. Во првиот круг, граѓаните, не јас, им одржаа лекција и на едните, и на другите, и на целиот албански блок. Тоа се нема случајно во историја на Македонија. Во однос на името? Во вториот круг, значи, ја добив поддршката и од ВМРО ДПМН, зошто? Бидејќи нема можност за кого да гласаат друг. Има можност помеѓу две зла да бираат помало зло, но претходно со моите политики и ставови ги освоив голем број од гласовите на тој електорат. Однос на името. Значи, првично, Преспанскиот договор не беше објаснет, ниту беше презентиран, ниту на партиски состаноци, ниту пак дискутиран, ниту пак имаше ставови за таа. Кога доаѓате на позиција градоначалник, ви доаѓаат секоја недела странски амбасадори, и тоа влијателни странски амбасадори. И велат, ќе водиме кампања кај што ќе се стави географска референца на името. За мене, географската референца северна воопшто не е спорна, бидејќи ја пак тргнувам од еден друг аспект. А тоа е логиката на нештата кое што сега во Грција се буди, за кое што сметам дека не треба во моментов
да се зборува, како што и со антиквизацијата се избрза во одредени моменти. Но се поставува прашањето и секој, еве, аналитичар, вие можете тоа да го кажете, јас во моментов можеби не треба, кој имате северна, имате и Јужна, источна И? западна. Значи, но никој не го презентираше документот во целост. И ние тргнаме во кампања заедно со првично евроамбасадорот, со многу влијателни амбасадори, кои што во одреден момент видов дека едноставно исчезна од самата кампања. Јас му кажав и тогаш и потоа му повторив назаев дека да, ќе гласаме додавање на географска референца во парламентот, иако јас потоа не бев член на парламентот веќе, ме избра за градоначалник. Значи вие немате гласано во собранието Јас за немам промена. гласано, Ке гласавте доколку бе? не, затоа што со професорот Ферид Мухич го разговарав тоа. Да не одевме на референдум и да се донесеше таква политичка одлука и да се преземеше одговорност на себе, а не да се фрла, значи, анатема на цел еден народ референдумски, во тој момент со тој убедување можеби и би гласал. Но не и пакетот на сето тоа што го содржеше Преспанскиот договор. За мене е многу попогубно во тој Преспански договор, каде што се менуваат топонимите, каде што Македонија без било каков легитимитет се откажува во туѓо име за туѓи права. Тоа се сите граѓани на Грција кои што имаат македонски етнички корени. Ние го немаме тоа право да се откажеме од тоа. Македонско национално малцинство во Грција не постои. И тоа е нешто што најповеќе ме боли и во делот на преформулација на Асомската Ивица, дефиниција. Имам уште 4 минути до рекламите, те молам Терети, една ајде. серија, Да. не. Те молам. Но ако ми дозволиш, Да. само би ја довршил реченицата. По-негативен референдум, без разлика што драстично беше бројката на тие кои што излегоа позитивна, но се тоа не беше добро објаснето. Абсурд беше да истиот, значи, не се испочитува и се прогласи за консултативен. Јас уште во самиот старт реагирав. За жал, мојата политичка сила во тој момент била толкава колку што била. Имате една власт која што е свежо дојдена на позиција, апсолутна власт, локално, централно ниво, кој тоа ќе го слуша еден градоначалник, особено ако е во така лоши односи со доста влијателни луѓе во самото лидерство. Зошто? Поради антагонизам личен и проблемот кој што се наметнува цело време да го влечеш пенкалото така како што ќе ти биде кажано. Чимивица, така сака, тогаш ќе се поделиме на два дела, прв дел, Ај, ја терети, втор дел, терети. ти Нема трет проблем. дел заедно. Јас можам Да. тука да ви седам искрено до 9:30. Па, Не е имаме никаков време. проблем Имаме да време. зборуваме на сите теми отворено. Еве, пред Не бегам од рекламите, ништо. уште едно прашање. Ване Атанасов, некој наш слушател, вели, ја искрено појма немам за што се работи, вели, Златев, прашајте го гостинот за аферата со земјиштето на Лидл во Куманово. Одма ќе ви кажам. Ја не знам ни што е ова со Лидл, не знам дека има земјиште Лидл во Куманово, така што објаснете го Одма ќе ви кажам. целокова ситуација. Значи, мислам дека и вчера, тоа е завчера одговарав за 360 степени. Некој го објавил појма, не сум го Фирмата прочитал Lidl ништо. во Куманово по пат на јавна лицитација купи мислам 16 и 160 илјади квадратни метри земјиште во индустријска зона по пат на јавна лицитација на која што лицитација учествуваат 3 компании. Тоа земјиште до пред извесен период се продавало по 1 евро од метар квадратен, тако е по закон. Тргнува лицитацијата и во минатото еднаш се јавува фирма, се договара тоа, кликаат еднаш и се затвара на евро и 10, евро и 20. На оваа лицитација се постигна цена повисока 31 пат. И Lidl си плати честно земјиште и си доби дозвола за градба и сега во моментов го гради таму најголемиот логистички центар. Пошто драстично ќе импутира финансии во локалната економија затоа што е огромно градилиште, инвестиција на 100 милиони евра. Во меѓувреме,
Lidl дополнително бара локации низ градот, каде што ќе гради маркети, има таргетирано согласно нивни анализи поголем број на локации. Си вршат мерења, истражувања, колку коли поминуваат на одредена локација. Јас не можам да бидам виновен што дедо ми, своевремено и прадедо ми, биле собственици на огромна површина на земјиште кое што им била национализирана. Тоа е на влезот во градот, автопатот, целата бензинска пумпа на Мак Петрол, добар дел од фабриката Чик, детската градинка била поранешна собственост на мојот дедо и прадедо, кое што е купена со турска тапија 907 и 911 година. И моето семејство водеше постапка за тоа земјиште за денационализација, зборувам татко ми и чичко ми, правни наследници нивни. И од тие огромни површини успеа само да вратат 1200 квадрати. Во меѓувреме, тие 1200 квадрати ги имаат продадено на мој пријател од детство, кој што се занимава со бизнис во угостителство, кој што имаше намера на таа локација, бидејќи е неупотреблива од градежен аспект да градите, да поставува урбана опрема и да прави нешто како фаст фуд корнер. Може да направиме кратка пауза да го дообјасниме ова? Да го дообјаснам и правите ја паузата. Ама не, затоа што ќе не прекинат рекламите, кад се. Значи, фаст фуд корнер е последната идеја, ваш пријател го купува од вас, продолжуваме по рекламите, извинете на вистина. Се враќаме назад, Димитриевски останавте недокажан. Да, значи, си бираат локации, си вршат истражување, видите, тоа е компанија која што вие не можете да наметнете ништо, ни едно кафе да се напиете од нив. Строго пословно, 100%. Јас сум многу среќен што дојдоа и решија да дојдат во Куманово. Зошто? Затоа што не видоа бирократски систем и дополнително видоа пристапност од наша страна. Одбрале локации, отишле, направиле со компанија Джино Хори договор, купиле огромна парцела, кај што ќе градат маркет. Тој дел, тие спорни што ги изборуваат, квадрати, се пред парцелата. Значи, таму не може да се гради, но де факто им го затвора влезот, излогот на целиот тој простор за кој што имаат дадени милиони и милиони евра. Сега тоа е деловна работа нивна. Кој може да ви забрани? Тој е приватен имот. Ви располагате со него. Значи, тој, мој пријател, кој што претходно го има купено, има направено пред договор. Дали истиот ќе се реализира во целост или не, си зависи од нив. Што да правам јас? Че немам никаква одговорност. Не е ваш, значи, ивотот на татко ми и на чичко ми, продаде на мојот пријател, во меѓувреме му испаднала, значи, среќа, си го продал за повисока цена. Секој сака да си го продаде својот имот за повисока цена. Што со тоа имам јас лично како градоначелник? Криво ви е вашата фамилија по таа цена што не го продал? Не, мене ми е криво друго, што државата дозволи да огромно земјиште на мојот дедо, кој што го има во време турско купено, со лири платено. Значи, потекнувам од традиционално занаечиско и занатлиско семејство. Значи, мојот предок има иззидано половина од црквите по Македонија и црквата во центарот на Софија. Не случајно имал тајфа во селото кај што работел и функционирал. Тоа е семено богатство. Дозволија по 1 евро да не може моето семејство да го врати, а компанија која доаѓа во државата да го купи по 1 евро, а да го продаде за милиони. А тоа е наш традиционален имот. И ваква неправда има направено кон многу луѓе во државата. Но за жал тоа е што е. И сега од тоа се обидуваат да направат афера. И постојат група на новинари и дополнително група на поединци, која што јас ја нарекувам урбана и градежна мафија, со која што во континуитет се соочувам во Куманово, подпомогната од луѓе инсталирани во политиката, кои што водат една специјална војна, обидувајќи се да ме окарактеризираат нешто што не сум. И че видите, јас водам општина која што 2017 година, кога дојдов на челна позиција на таа општина, според сите анализи на државата беше трета најзадолжена општина во државата со блокирана финансиска сметка повеќе од 8 години. Први беа Охрид со околу 40 милиони евра долг, втори беа
Тетово 25-6 милиони, трето беше Куманово со Карпош го делевме третото место. Денеска, после 6,5 години, значи повторно распоредот на задолжените општини е ист, а општина Куманово ја нема на тој список, е финансиски најстабилна општина, со платени сите долгови, со решена финансиска блокада и во моментов мислам дека имаме околу 7 милиони евра собствени пари. Вие не можете, Љупчо, да менаџирате нешто, да имате и реализација на проекти, да имате и пари на сметка и плюс при тоа да имате и корупција. И многу често велам, сега овие загрозените, јас ги нарекувам враните кои што очите не си ги вадат помеѓу себе. По потреба се удружуваат и по принципот два лоша убише Милоша, покажуваат со прст на оние кои што се најчесни во ова општество. Значи, видите, во еден град како Куманово, па и во цела Македонија, точно се знае кои семејства поседувале капитал. И пред комунизмот, и во време на комунизмот, и во посткомунизмот, и во независна Македонија. И одеднаш се создаваат нови бизнис, политички елити, олигархи, новопечени бизнисмени кои што буквално од магаре скокаат во Мерцедеси. И тие се прават најчесните. И затоа велам, ајде да видиме еден закон за потекло на имот, да го провериме сите имот. Јас пријавувам имот семена викендичка, која што уредно сум ја купил, постојат податоци, по една идеална половина. Те коригираат дека и Охрид е раздолжена општина. Значи, не е раздолжена општина, само е деблокирана општина Охрид, инаку далеку е Охрид од раздолжување. Има многу пат да помине за да се раздолжи. Едно е да се деблокирате финансиски, друго е значи да се раздолжите. Треба да ви биде контото нула. Јас кога влегов во општина Куманово, списокот на обрски на општината беше од мене до дечкото таму кај прозорот што стои, значи. Дури и подолг. Со ситен фонд. Значи, видите, со ситен фонд, десетка, но дополнително направиме програма и одеме по таа програма и ги решиме проблемите. Како? Ја зголемиме приходната страна на приходите во општината. Не ги покачиме даноците и давачките. Дури ги намаливме. Но се случуваше еден феномен. Половина директори, бившиот директор на водот, имаше сметка за неплатена вода долга 5 метри. Значи, со огромни износи. Најголем дел од луѓето кои што беа вработени на суштински позиции, без разлика од која политичка партија се. Не плаќаат даноци, такси, ништо. Не само од СДСМ, само од секаде. Значи, луѓето кои што поседуваат најголем имот во градот, не беа целосно оданочени. Ставивме нови луѓе, зашто велам, кога ќе му дадете млад човек шанса, во системот граба да работи и се докажува. Во даночно оделение првично ги фативме. Видите, поднесов, мислам, 6-7 кривични пријави на тие вработени во даночното оделение. Еден од тие што доби, или требаше да добие кривична пријава до ден денеска, не му е процесуирано од страна на обвинителството и роđениот брат на обвинителот кој што ми го пушти оваа последно обвинение. Нема случајни работи во ова што го работи. Значи, нашиот систем е таков, врзани крвни садови кои што се надополнуваат едни со други. Како за да се само заштитат, да пливаат во ова? А не е битно тоа дали државата, општината ќе пропаѓа. Огромни средства се одлеваат. Ние само тоа го прибравме и видите, по законот ги оданочиме 5 години наназад. И тие што не сакаат да платат, ги извршиме. Се наполни сметката и Куманово е стабилна општина. Ивица, Да се вратиме на председателските властувања. На председателските властувања да се вратиме. Одиме со тоа кај што застанавме кога требаше поставам под прашање. Ке се согласили знам и Максим Димитриевски за избор на председател во собранието? Апсолутно не, тоа го имам кажано многу пати, бидејќи со тоа баш се навлегува во суштината на она редефиниција на Македонија од прост посложен тип на држава. Ете, зошто ние би бирале председател во собрание? Тогаш воопшто на нам не ни е ни потребен председател, ние сме парламентарна република, кај што моќта би требало реално согласно уставот да биде во парламентот. Еве, тргнете, вие сте аналитичари, набројте ми 15 имења во парламентот на 15 пратеници. И ви ти ги знаеш?
Јас не би знаел да ги кажам 15. Точно. Тоа ви кажува само до кое ниво е парламентот и колку тоа парламентот е значаен во моментот за граѓаните. Ја не помнам кога дома, може би и грешам, сум пуштил да гледам собраниска програма. Зошто? А во минатото ги знаеме сите, барем јас во Куманово ги знаев сите мои 8 првиот парламентарен состав. И првиот и вториот. Сето тоа траеше некаде до 2002 година. Дури и оној период 98 и војната ги знаевме имињата. Зошто? Видите, нештата се случуваа во парламентот. До денеска имаме ние состојба кај што извршната власт, владата, тоа се слушуваше и претходно, периодот кога владееше ВМРО ДПМН, а и сега со камшик удира по законодавната, а тие само технички креваат и спуштаат рака. И сега, ако вие дојдете во ситуација да бирате председател во парламент, тој ќе нема легитимитет, можат да го менуваат со Точно. извинение од седница на седница, тој едноставно нема веќе да биде председател на државата, ќе биде председавач на државата. И кога сакат може да го Кога сменат. сакаат ќе го сменат и нема да сака да се огреши никогаш кон тие кои што бираат. Плюс да вели подпредседател. Па видите, ако имаме пари да плаќаме, тогаш 2 подпредседатели, 3 подпредседатели. Избор со Бадинтер. Да стане. Тој Бадинтер, значи, тој Бадинтер првочно доаѓа во сериозна криза. Јас го почитувам Роберт Бадинтер, значи еминентно име. Тој, ако се сеќавате кога го носевме нашиот устав, за прв пат тогаш бевме деца, рече Македонија го има еден од најдемократските и најграѓанските устави на Балканот и во Европа. Тоа беа неговите зборови. Го карактеризира нашиот устав, иако тогаш немавме големо искуство во делот на уставното право во демократија, како тоа се уредува. Истиот претрпе голем број на измени, некои беа потребни од технички карактер да се унапредат граѓанските права и можности, но дополнително и голем број на промени од притисок. Токму сме тука, ке прифати, знам, и дали вие ке прифатите промена на уставот со вметнување на бугарите? И под кои услови? За тоа јас имам дадено став и мило ми е што излезе утре дента плагијат повторно на господинот Мицковски по лидерската средба на која што седат. Видите, тие лидерски средби во државата нам ни ја скроија капата и не доведува на оваа дереже. Се собираат двајца, тројца, си договараат, си прават како сакаат и излезе и го потврди мојот став што јас претходниот ден го кажав во емисијата со господинот Тавари во дебата, мислам на Канал 5, телевизија дека беше. Да, треба да се откочи процесот за преговорите, но првенствено не смее тоа да биде под уцена каква што е. Мора да постои одредено ниво на реципроцитет. Аргументите од бугарската страна дека имаат граѓански устав стојат и држат. Видите, таму има пресуди од Страсбур, од Меѓународниот суд за човекови права. Мора некој да се погрижи дали истите се имплементираат и зошто не се имплементираат. Знаеме дека не се Европската имплементираат. унија треба да се вклучи во тој процес. Дури можеме да формираме и дополнителна комисија или експертски тим кој што ќе биде задолжен за имплементација на самите. За да можеме да го отпочнеме датумот на преговорите, бидејќи и ова и претходната власт милиметар напред не тргнаа во евроинтегративниот процес, само празни ветувања. Нам не ни е проблем да внесеме ние бугари во уставот. Нам поголем проблем ни е што доаѓа континуирана негација од страна на официјална Софија, кај што велат македонскиот јазик е дијалект, еден од 4 дијалекти на бугарскиот јазик. Македонската нација постои после 45-та и секако еден од главните ликови во нашата историја Гоце Делчев, за кој што Пендаровски вели дека се изјаснил како бугарин, а јас велам дека тој е синонимот на македонската борба за самобитност и е македонец. А како да се пише во тоа време? Имал опција да се пише бугарин или србин, или грк. Во моментот се пишал таму за да запише школа. Да одиме да го прашаме, ги прашаме неговите потомци во Гевгелија, кои што една од неговите внуки е кај нас кандидат на пратеничката
листа од семејството Јованови и да видиме што всушност се Да, чувствува но тоа семејство. неговиот директен потомок, диригентот од Бугарија, вели дека е бугарин. И јас спорев со него на оваа тема, тоа негово лично чувство и јас немам право да го оспорувам. Но тој вели дека Но- и Гоци има бугарски Не, самочувство. он може да вели што сака. Не може да зборува во името на Гоце. Но од друга А страна, ние може да зборуваме во името на Гоци. но од друга страна, не, ние се водиме по фактите, видите, имате иста крвна родбинска врска и такво семејство во Гевгелија. Нека си седнат тие во семејството и нека си дефинираат кој што Дел мислат дека биле се бугарин, и кој дел што се мислат дека се чувствуваат македонци. сега. Видете, имаше многу јасно објаснение на една моја дебата. Лична дебата со диригентот. Христо Христов се вика. Што ми бил гост исто така и во Кумано. Тој ме покани и на интервјуто во Бугарија и преку редакцијата ми упатија покана на тоа интервју. Значи, јасно, да се родев од другата страна на границата. И јас ке мислев како вас. Човекот е признаена еминентна личност во бугарското општество, диригент, кој што е почитуван и како сака да ви се изјасни. Е негово право. Ајде да го прашаме другиот дел на семејството. На крајот на денот, воопшто не е битно кој што ќе каже. Битно е што тоа го мислел Гоце, а тој го оставил. Видите, на ковчегот таму, кога го погребуваат. Јасна порака е напиша. Зошто Гоце барал да почива во слободна и независна Македонија? Затоа што тоа била неговата последна желба. Ако толку бугарската држава се грижела за него, зошто не го упокоила човечки, туку коските стоеле од неговото убиство, неколку пати се преместувани, па се до моментот на погребението во канцеларијата на македонската организација во Софија. И видите, официјалната македонска држава со писмо се обраќа по Втората светска војна до организацијата и ги носи погребните останки во Македонија и е тука кај што почива Добро, денес. тоа Ѓорѓи Димитров го направил. Видите, Ѓорѓи Димитров го направил не случајно, затоа што тоа било факт, затоа што тоа било Контроверзна желба. личност во бугарската Па историја. воопшто не е контроверзна личност, Исто како бидејќи Енвер Хоџа во албанското. па не би рекол, видете Лазо сега, Кулишевски кај нас. ако го гледаме од аспект на комунизмот, да, но од аспект на тоа време, од таа дистанца, не од оваа дистанца, видите, идејата тогаш било помеѓу тогашна Југославија, во чиј склоп сме биле ние, тогашна Бугарија, се направи Балкански сојуз. Ете и таа идеја да поминала. Ние денеска сосема поинаку ќе говоревме за некои други прашања. Ајде да се вратиме сега пак на сегашноста. Одиме по председателскиве надлежности, едно по едно. Ќе Повикавте ги на... амнестирате ли уставно бранителите? Оние кои ве напаѓа. Ќе покажете ли, вие бевте на спротивната страна, нели? Бевте и повреден, имавте, до ден денес може би имате белези од тој ден. Ќе покажете ли, како да кажам, ќе покажете ли големина да речете јас ги ослободувам овие луѓе? Првично, имам одговорено и на оваа прашање, веќе одговорам повторно кај вас овде. Јас го имам дадено мојот став. Во тој момент размислував така. Да факт е дека бевме нападнати и тоа што се случи е недозволиво и не треба да се случува никогаш во оваа држава. И сега во моментов седиме на маса и да влезе некој од страна да не нападне, сигурно ќе станеме да се само заштитиме и одбраниме едни другите. И јас така постапив во тој момент, не милувам да зборувам многу за 27. Јас не им замерам на луѓето кои што влетаа во толпава. Јас лично, од мој личен аспект, им замерам на сценаристите и режисерите на едно такво сценарио. Во затвор се тие? Мислам дека не се. Мислам дека не се. Во затвор се само луѓето во толпа. И учествував само на една сесија на судење. Бев повикан, никогаш немам дадено официјално изјава, иако ми беа побарани сите документи, дадов исказ кај овојто.
Донесо едно лице кое што беше видно уплашено, јас не го знаем. И тоа лице мене не ми повреди главата. Реално е што лицето што мене физички ме повреди пред очите на сите не е во таа група на осудени. Тој е еден човек од Прилеп. Верувам дека еднаш ќе добијам шанса во животот да го погледнам во очи, тоест он да ме погледне. И че тоа го направи многу подло. Но од друга страна, цела оваа група на самото судење првично го доведува човекот, една од судиките која што го водеше процесот, а претходно имаше на снимки. Сакаше да остави впечаток дека ете сега овие се новите на власт, па така малку и агресивно кон него. Јас им кажав, не сакам да учествувам во вакви фарци. Човеков што е тука покажа снимка дека фрлил статив над мене. Таму фрлаа со се и се што. Го реков дека тој човек што сте го донеле треба да добие мандатна казна, извинете ми на зборот што ќе го употребам овде, веш лаканици да се испрати дома, 3 месеци да седи со семејството у соба да размислува, тоа направи. А овие кои што го организираат, и овие кои што вистински ме повреди, треба да го донесете и да ги судите тука. За жал тоа не се случи. Потоа де факто бев иземен од сите видови на давање изјави. Не сте биле подобен повеќе. Па претпоставувам, но од друга, видите, многу е битно да сте човече, првенствено пред се. Не може животот да го сведувате само на гола политика и на собирање на ситни политички поени од светот. Кога бев реизбран во вториот мандат за градоначалник, ми се јави едно лице, нема да го именувам кој е, ми рече дека е еден од осудените во затвор за таа и таа казна. Го знам лицето, не го знам лично, но го се сеќавам по физиономија. Или дали би прифатиле да сведочите за мене на суд, бидејќи сум неправедно осуден. Јас вас ве штитев. Да, се сеќавам, викам, бевте во групата кои што бевте. Не бевте насилен кон нас и во одреден момент, откако никој не може да се одбрани од толпа. Без разлика што луѓето правеа во тој момент некои проекции, правеа хероите, овој се спротивставил. Ја корпулентен како човек, сум израцнат на улица, сум поминал и улична школа и за мене не беше проблем во тој момент, за разлика од некои поединци кои што драстично се уплашија, бидејќи веројатно немале такво животно искуство. И одговорив со одветно и да се заштитам себе си и другите во одредени моменти, и јас се криев за други. И да не беше таа екипа на луѓе кои што застана пред нас во тој момент, мислам дека ќе бевме многу совладани и дополнително многу повеќе повредени, дури некои ќе завршеа и кобно. Но дали заслужуваат амнестија? Најголем дел од тие луѓе, да. Но режисерите и сценаристите ќе треба двојно да се осудат и да одлежат казната суштински. И во што се сомневам, сметам дека тие кои што направија де факто во одредени моменти потик на толпата, ќе се извлекоа во форма на заштитени сведоци или не знам како, а толпата беше само злоупотреба. Таму имаше и непресметливи луѓе. Се уверив во тоа. И лично. Тоа не беше случајно сценарij. Но како и да е, тоа е зад нас. Ние треба сега да се движиме напред, но овие луѓе треба да им се даде можност. Видите, не можете да ги сведете тие луѓе во иста група со терористите кои што пука на 9 и 10 мај во Куманово. И не можете да ги сведите со... Значи за нив нема амнестија за овие во Куманово. 9 мај. Апсолутно нема амнестија. Внимавајте, мора да одиме со реклами. Убија 8 полицајци и нема шанси како дури треба и да се подела да не бидат на ослужување на казна во затвор, тие таму се група. Пред втората пауза за реклами да констатираме можна амнестија за сите оние кои учествувале во 27 април како дел од толпата. Убаво објасни Димитриевски нели кој е виновен за тој настан, за режисерите нема прошка и нема амнестија за оние од диво населе.
одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во последните 10 на 15 минути од интервјуто. До сега имаме цел час. Се враќаме назад. Ивица, ајде. Не сам да затвориме бар председателски надлежности, така ли е? Добро, и еве имаше желба за митингот у Куманово во Ајде, крај прво, гости. митингот. Не, на Добро. крај ќе оставиме, сега не исполнуваме желби. Нема проблем. Да, на добре, крај. Јас сум и тука, слободно прашувајте. Ајде. Тука е и братусјот. Во делот кај професионалните дипломати и кај војската, во серија се следат оние ваши изјави за целосна професионализација на овие две структури. Што значи тоа во пракса, имајќи предвид во Македонија дека за жал политиката и партиите ја нагриза многу повеќе дипломатијата, но за жал и војската. Како тоа ќе вратите? Тоа значи дека еден професионален војник не треба да моли политичар за да оди на мисија или да подкупува некој или дел од платата да му ја дава. Туку да оди на мисија по заслуга. Да добие чин по заслуга. И еден генерал кој што ќе дојде на позиција во армијата, освен на врховниот командант, кој што исто така е политичка личност, да не се подчинува на ниту еден државен секретар или било кој друга политички избрана личност. Јас сум бил на многу манифестации, бидејќи ја обожавам војската. Тоа ми било како дете една голема желба да станам воено лице. Не добив согласност од татко ми, не отидов во војно училиште. И еве денеска сме тука кај што сме. Постават црвен тепих, по кој што протоколарно вообичаено доаѓа врховниот. Тука ќе бидат наредени сите воени старешини. Војнички ешалони од друга страна, како изгледаат, но наши војници се. Опремата каква име, за жал во лоша состојба. А министерот во моменти ви се фали набавил резервни гуми за транспортерите. Тоа е погубно, тоа никој не го смета, тоа е техничка работа. Значи, кој ќе набавите хеликоптери, нова техничка опрема, да. Со дел се пофалувате, а дел се чува во тајност, бидејќи не треба се транспарентно да биде објавено, тоа е државна тајна. И пред да дојде врховниот командант, гледате по црвениот тепих шетаат второразредни, треторазредни политичари од некои политички партии, од едните и од другите, и сите старешини им скокаат да ги отпоздрават нив. Врвни воени офицери, генерали, полковници. Да, едуцирани по НАТО, по коледжи, Ете. по... Ние сите доаѓаме на овој свет и заминуваме. И на крајот, согласно традицијата, ни ставаат една погребна плоча. И на мојава, и на вашава ќе пишува име и презиме. На едно врвно воено лице ќе му пишува генерал, тој и тој. Тоа е достоинство. За жал тоа го нема кај нас. Зошто? Затоа што самите тие, за да станат генерали, мора да бидат во подредена состојба кон политичарот, а не кон нивниот предпоставен или кон врховниот командант кој што ги поставува на тоа место. Тоа е проблемот со нашата армија, затоа велам целосна департизација. Во моментот кога вие сте во служба, не смеете да бидете ниту член, ниту подржувач на одреден политички субјект, ниту пак да се појавувате на јавни настани на Зашто служите на Македонија. Апсолутно. Така и за дипломатијата? Армијата кај нас има највисока доверба во јавност. Се уште, Сите политички партии да ги соберат своите коефициенти заедно. Ни пола не се. Ни пола од армијата е над 70 кусур проценти и тоа е за респект. Тоа е наша армија која што мора да биде мала, многу мобилна, одлично обучена, најдобро обучена, професионална и многу добро опремена. И тука не ги користиме нашите НАТО партнери, бидејќи имаме навистина сериозни држави и искрени пријатели, од каде што можеме да влечеме ресурси, но за да добиете нешто, вие сте биле во дипломатијата. Првенствено треба да имате некој во ДКП-ата таму, кој што ќе ги отвара тие врски, така е точно. војното аташе да гради одлични релации со своите колеги во армијата и преку тие лични контакти и релации да се создаваат лоби групи кои што ќе лобираат за определена опрема, донација. Ите ние набавуваме опрема, на пример, страјкери. Даваме огромни пари, или
транспортерите кои што ги купивме сега последниот пат. Секоја држава која ќе направите во регионот анализа, покрај основната набавка добива и огромна донација од добавувачот, нашиот партнер од НАТО, или си ја преадаптираме опремата од источна опрема, сега одиме на прозападна опрема и тоа е добро. Тоа се нашите стандарди. Во нашиот случај не е така, или тоа е многу минорно. Зошто? Затоа што дипломатијата и воената дипломатија вклучувајќи ја не е завршила својата работа. А зошто? Затоа што таму не испраќате специјално едуцирано лице да ја врши таа работа. Видите, ќе дадам еден пример 44-та, 45. Видовме дури и земји кои што успеа дел од производните погони од овие фирми од кај што набавуваат опрема, дел да ги донесат како инвестиција кај себе. А ние нашата наменска индустрија ја уништивме во целост. Видите, еден од моите против кандидати минатиот пат го слушнав со една идеја, вели ќе ја вратиме наменската индустрија и тргна да ја набројува, сме имале сериозна наменска индустрија. Значи, првично, сувенир Самоков, таму кај што е неколку пати менува газда и во овој момент за тие индустрија има многу работа. Значи, имате отворено 2 големи воени жаришта во свет. Еврокомпозит Прилеп бие на дното. На умирање, точно. Значи, и се споменува металски заводи Тито. Таму кај што беше погонот за производство на делови за тенкот Т-84. Вика ќе го ставиме во функција. Првично, апсолутно нема никакво познавање. Тој погон се продаде на еден наш поранешен кошаркар, кој што го расформира и целата опрема која што беше внатре. Отиде во скрап. Купена од страна на тогашната сојузна држава. Тоа беа мазак машини јапонски и други типови на глодалици, кај што се работеа многу специфични делови за тој тенк, проект Т-84. Отидоа некаде за многу ситни пари, се продадоа, мислам дека завршија како отпадно железо, а сето тоа чини милиони и милиони евра. Истата таа личност ја продаде фирмата на словенска фирма Меркур, која што сега има складиште и единствено таму го користи кранот кој што беше инсталиран во тој објект. Видите, доаѓам од таа бранша, моето семејство традиционално, јас имам семеен бизнис кој што се занимаваме традиционално со продажба на алати, машини и опрема за алатници. Многу добро ја знам таа материја. Не можете да излегувате со такви стави, но можете да ја правите. Наменската индустрија во светот има сериозни компании кои што се занимаваат со тој бизнис и ако имате добри дипломати во светот и добри воени аташија кои што имаат строго доверливо или државна тајна сертификат и добиле на увид документација од таквите компании, да одат и да бараат потенцијални партнерски држави и потенцијални инвеститори да ви влезат во таа инвестиција. Еве, јас имам конкретно компанија која што имаше намера во Куманово, која што доаѓа дел од таа индустрија, да го побара официјално со писмо аеродромот, спортскиот аеродром Аџитепе, кој што ние не можеме да го косиме сега во моментов и да не е аероклубот таму времено, не може да се одржува, го побара да направи, значи, најсовремен аеродром за обука на пилоти во за цивилна употреба и дополнително пилоти за дронови и тест полигон за тестирање на дронови, бидејќи тие се иднината не само во воената индустрија, и во стопанството дополнително. Димитриевски. И добив позитивен одговор првично од владата, кога го образложив проектот, добив негативен одговор и негативно мислење од МВР, дека не може да се стопанисува со тој објект и да се даде на општината за да може да отвори една нова инвестиција таму во делумно на наменска индустрија, затоа што аеродромот му бил потребен
на Спасовски да полни вода кога имаат пожари. А видите, таму нема вода. Димитриевски, Значи некој сака да ве спречи свесно да не го развивате. за ова градот и со Косово стопанството. во Советот на Европа, ние сме еден од патроните таму во таа работа. Председателот има ингеренции. Што мислите? Кој е вашиот став? Македонија го има признаено Косово. И тогаш имаше, ако се сеќавате, непринципиални гласања. Тоа е реалност и факт. Проблемот кој што реално постои на Балканот околу Косово ќе се решава помеѓу Приштина и Белград. Дополнително со медиација или арбитар од страна на меѓународната заедница. Мислам дека Македонија некогаш премногу и безпотребно си го става прстот таму кај што не е местото. Ние имаме став по тоа прашање како држава, сме признале таа држава. Факт е дека не е се едно, бидејќи ова држава има традиционално блиски односи со соседна Србија, но при тоа и не можам да не осудам одредени изјави кои што доаѓаат од поранешни функционери од соседна Србија, кои што не ословуваат како северно македонци, и тоа е општо неприфатливо за нас. Но од друга страна, меѓународната заедница си има обврската тој феномен кој што го роди и да го решава. Во однос на ова со Сребреница што стануваме спонзор како држава во Обединетите нации, тоа да биде меѓународен ден на геноцидот. Јас го осудив господинот Османи. Мислам дека е крајно популистичка таа негова изјава и таа негова иницијатива. Првично, Open Balkan е одличен проект и сметам дека регионот преку тој проект заеднички ќе се интегрира во Европската унија. Дополнително ќе не сближи. Особено во таа релација е многу битен односот на релација Србија-Албанија. Гледаме дека таму функционираат нештата. Корисен проект, може би еден од најдобрите проекти, да кажам, на претходната влада. А дополнително изјавата на господинот Бујар Османи ја гледам крајно популистички во функција на предизборниот процес. Тој целиот овој период се однесува двонаменски. До 12 часот од Сабајле е министер за надворешни работи на Македонија, од 12 до 4 или до 8 навечер министер за надворешни работи на соседно Косово, а по потреба и на Албанија. Јас за таков министер не сакам да плаќам од својот джеб преку буџетот и да ја давам плата. Видите, не можете вие да поставите министер за надворешни работи лекар специјалист. Мислам дека беше доктор за дебело црево или така. Вам ви треба врвен дипломат со искуство. Човек кој што си ја познава работата. Видите што се случува во Министерството за надворешни работи. Врвните дипломати со искуство ви седат по оние канцелариите во Министерството полни со влага. Водат подкасти на радио, дел од нив. Добро, сега господин Боцевски така одлучил. Но од друга страна и не знаат луѓето сами со себе што да прават. А во меѓувреме ви влетуваат квази дипломати кои што доаѓаат од кафичи со несоодветно образование. Да ви кажам, добро и стигнавме до тука кога не подпишавме и нешто уште полошо. Па дури среќа што во ниту еден договор не направиме самите на себе си анексија на одредена територија, бидејќи ние овие што ја водат дипломатијата во моментот, ама да не познават. Само сакав да кажам еден пример за 44-45. Видите, на овие простори, без разлика на сите негативни страни во јавноста, сепак Јосип Броз Тито е една од позначајните личности. Да, познати сте вие по сликите со знамето на Југославија. Јас го почитувам тоа, бидејќи во Југославија Македонија се изгради како држава. Толку земја ви земале, еве, а вие ја почитувате со Југославија. Знаете како рекол дедо ми кога ја земале земјата, ако е за државата и треба да се прави и создава држава, тогаш имало идеологија. Сега не. Но да се вратам на тогашните одлуки. Броз доаѓа со апсолутна власт. Во време кога немате медиуми.
неприкосновен во одлучувањето, полн со идеологија. И ги задржува сите дипломати од Кралство Југославија, продолжуваат да работат за тогашната ФНРЈ. Зошто? За да создадете и изградите еден дипломат од кариера е потребно време. Знаете како оди левелот на едукација во политиката? Лидер, локален лидер, лидер на централно ниво, државник и на врвот ви е дипломат. Димитриевски, ви благодарам. Пробивме многу. Од прилика околу сат и 20 минути сме во момент. А во кампањата меѓу двата круга ќе слушнеме и за митингот во Куманово. Па не ќе... Па дојдете Во секој случај, дојдете следниот пат, имате отворена ви покана. ветуваме- Боцевски, ти си кумановски зет. Морам. Ви ветуваме дека. Како Ви велат ветуваме, Кумановци за таа Димитриевски, ви ветуваме дека независно доколку влезете во втор круг, во секој случај ќе имате прилика на Радио Лидер, но во другото сценарио во кое вие не верувате, предпоставувам, ќе бидете гостин како лидер на Знам. Подгответе го столчето за вториот круг. За вториот круг Да. ќе го топлиме. Имат кандидати многу за топлење. Се надеваме дека еве Билјана Ванковска, Стево Пендаровски и Бујар Османи ќе се предомислат до понеделник и ќе дојдат малку да го затоплат Да ви столчето. кажам, Стево побегна од сите дебати до сега. На МТВ ќе дојде? Според моја информација не, и таа има одбиено. Искрено жалам што граѓаните нема да имаат можност да не видат Да видат како што се председател соочуваме и е. што каков профил на председател ќе бират, но не сум изненаден, така се однесуваше и во собрание на 27. И тогаш ја здува и сега бега од дебатите и веројатно тоа е до карактерот, но како и да е, граѓаните ќе имаат можност да се одлучат. Јасно. Верувам дека професорката Силјановска Давкова ќе дојде, па ќе имаме можност со неа А кога би требало да биде таа дебата? Во недела. Мислам дека е во недела. Ви благодарам, Димитриевски. Ми беше чест. И нас ни Нас беше ни беше чест. чест. Твој прилично плоден и несекојдневен разговор, не беше класично политичко интервјуивица. Не. Да. Па за мене ова беше без пардон. Да. Останете да одморите, почитувани слушатели, доаѓа викенд, време за одмор. После тоа може да си направите едно продужено некако да си споите, затоа што имате и избори кои се слободен ден. Па ако ви дадат, ние нема да имаме одмор, пошто нема ни молк, треба у среда да правиме емисија за парламентарни избори, ваков случај не постои нигде на планетата Земја, но Македонија е се што имаме и ваква каква Космодиск мора да си ја почитуваме.